настане во рамките на одбележувањето на 15 години Македонско-турско здружение Битола. Денот е, како што знаете, светски интернационален ден на лицата со аутизам. Денеска имаме чест, покрај гостите кои што се од Битола, да имаме гости од Штип и од Скопје. Тоа се родители на деца со аутизам, кои што тука ќе излезат и ќе ни кажат за нивните проблеми, за нивните идеи понатаму како да се подобри животот на нивните деца, но и на сите лица со аутизам воопшто. Потоа ќе имаме и мал музички дел. Се надевам дека на крајот ќе имаме во салонот и коктел. Се надевам дека ќе ни биде интересно во наредните 40 на минути, кои што денеска на светскиот ден на свесноста за постојањето на аутизмот им го посветуваме баш нив. Како прв говорник ќе поканам господјата Славица Тамиланева од Штип. Таа е член на председателството на Сдруженијето Сплотени срца од Штип. Тоа е Сдружение на родители со деца со аутизам. Таа ќе ни прочита една песна, но и ќе ни прочита еден текст кој што го напиша председателот на Сдруженијето Зоран Михајлов. Повелете. Добар ден. Драги присутни, се радувам што денес сум вашиот прекрасен град Битола. И пред да почнам со читањето, прво да го честитам празникот Рамазан на пријателите од муслиманската вероисповед. Имаше една песна што ја напишав во врска со мојот син, со аутизм. Значи, ова ме поттикна за да ја напишам и така, малку имам трема се извинувам, ама еви сега ќе почнам. Ако извадиш маската, нема да. Да, добро. Желби. Колку ли желби рој, колку ли надежи само, во тебе се, синко мој. Но може би уште изгубено се не е. За разлика од другите, зборовите твои се бисери кои се ронат. Желбите постопати дневно искажани, ке ги исполни ли некој? Сакаш згради, се воодушевуваш на облакодели, главни градови на целиот свет знаеш, без проблем ти ги совлада. За секунда погодуваш во реченица долга колку букви има. Кој ли тоа ќе го разбере? Ке успееш ли, синко мој, да го добиеш местото кое го заслужуваш? А сега ќе ви прочитам еден текст што го составивме заедно со председателот на Сдруженијето Сплотени срца. Значи 10 барања кои се многу важни, многу повеќе од тоа треба, но за почеток и тоа е доволно. Рана диагностика, 1. Под 2. Бројни испитувања според кои се определува терапија за децата суплементарна и, ако е потребно, медикаментозна. Под 3. Психосоцијална помош за родителите на децата со аутизам. Под 4. Терапија со стручни лица веднаш после диагнозата со аутизам. Логопеди, психолози, педагози, дефектолози, специјални едукатори на АБА, ПЕКС, Санрайз, Неурофидбек и многу други специализирани и индивидуализирани терапии. Инклузираност во градинките со типични деца, но и со асистент и работа со стручни лица, тоа под број 5. Број 6. Инклузираност во основните училишта. 7. Рехабилитацијски центри, каде децата уште од диагнозата ќе добиваат обука за самостојно живење, да научат за лична хигиена, како да се облекуваат, да препознаат опасност, да знаат да кажат или покажат ако ги боли нешто и други животни вештини.
8. Во рехабилитацијските центри, кога се над 14 години, стручен тим да определи како и зашто би можело секое дете да се работно оспособи. По 9. Доколку се работно оспособени, да имат комисија која ќе прави ревизии на фирмите, кои ќе ги вработат, дали вистински работат или само се злоупотребува законот за вработување на лица со посебни потреби. 10. Обезбедување на сместување во мали домови за домување после смртта на родителите, каде ќе живеат со 24 часовна поддршка од негователи и стручни лица. 10. Најважни чекори за децата со аутизам од диагноза до живење после смртта на родителите. Има и уште работи кои се потребни, но овие 10 се клучни. А ништо од ово во Македонија немаат нашите деца, за жал. Има некои од овие работи само на хартија, но тоа во реалноста не се случи. И благодарам многу. И благодариме на Славица. Морам да кажам дека од многуте гости кои што добија специјални покани, денеска тука ја гледам само докторката Олга Лозановска, дел од Македонското собрание, пратени во Македонскиот парламент, и морам вака да и се заблагодарам за тоа што не удостои да дојде на овој настан. Се надевам дека многу идеи кои што ќе произлезат од денешното обраќање на нашите гости, потоа и како документи во писмена форма, бидејќи сте тука, ќе побараме помош од вас преку вашата пратеничка група, да ни помогнете, тоест да им помогнете на овие луѓе колку што се може за да се подобри нивниот начин на живеење. Сега го поканувам вториот говорник, тоест говорничка. Тоа е господјата Маргарита Карајанова од Скопје, исто така родител на дете со аутизам. Има еден текст со конкретни предлози, всушност ќе слушнете самите зашто станува збор. Повелете. Може малку помош за микрофонот, треба да е понизок. Само што не до зора. Само да? Да. Надолу, само први слово. Добро. Искам да не има напред. Повелете. Почитувани дами и господа, аутистичниот спектар не е само тоа што им се случува на родителите на децата со аутизам. Настрана од тоа што стапката на преваленца во САД, каде што е највисока, изнесува 1 на 44 деца. Поразувачки е фактот дека светот станува се по-аутистичен. Животниот стил на денешницата, дополнет со кризата со ковидот, не втурна во аутистичен микросвет. Ние сме во Македонија, држава што нема национален регистар и национална стратегија за лицата со аутизам. А мора да има. Исто како што мора да има и социјални установи, рехабилитацијски центри, дневни центри и слично за предшколски, за школски деца и за возрастни, за лица со различно функционално ниво, со различна потреба од стружен третман, со потреба од социализација и комуникација, од градење самодоверба и помош во развојот на животните вештини, а кај високофункционалните лица и од индивидуална подготовка за академски вештини. Звучи добро, нели? А дали е така? Државата пристапила кон организирани дневни центри. Но сепак, зошто ако еден комерцијален хотел, например, се гради со целосната потребна инфраструктура и содржини, се предвидува потребниот персонал и така натаму, постојните дневни центри се сместуваат во импровизации, најчесто со несоодветни технички, хигиенски и други услови, па обкружувањето им пречи на лицата со аутизам и ефектот не само што не е позитивен, тука е негативен. Ако едни јасли се разликуваат од една градинка под ист покрив, ако еден дом за стари лица има своји барања, па ако сакате еден затвор има своји барања, а при тоа не се мисли на обезбедување од бегство, тогаш зошто дневните центри за аутистичен спектар се импровизираат? Секој лице со аутизам
и зависни од семејството и од државата. Или ако тоа веќе мора да биде, да се сведе на прифатлив и на што е можно поодржлив систем. Инклузивноста не е само термин. Македонско-турското здружение Мустафа Кемал Ататурк, како невладина организација што постои веќе 15 години, сака оваа година првпат со обележување на Денот на свестоста за аутизмот да се приклучи кон борбата и иницијативите на родителите со конкретни чекори и барања и да помогне во постигнување на целите. Како прва цел е создавањето можности за организирање, односно изградба, опремување, кадровско екипирање и така натаму на современи и правилно организирани рехабилитацијски центри. Не бараме пари, колку и да му звучи некому чудно. Пари во светот за оваа намена има, кадарни сме сами да ги донесеме, а со тоа и да ги контролираме. Европските фондови започнаа финансирање уште од времето на ЕАР програмите, па преку предпристапните ИПА програми, преку повеќето IPF линии се до Western Balkan Investment Framework. Во своите годишни и повеќе годишни програми постојано имале, односно имаат средства наменети за инвестиции во социјалната сфера. Постојат државни и меѓудржавни агенции и институции што исто така финансираат вакви проекти. Повеќе домашни и странски компании во рамките на поимот општествена одговорност исто така финансираат вакви проекти. И така натаму. Но многу е поесно доколку ваквите проекти ги иницира локалната или државната администрација. Во минатите 15 и повеќе години се покажа дека и во нашата администрација има луѓе што можат да подготват квалитетни проекти и да ги насочат парите за реализација. Хајде да работиме заедно. За остварување на еден проект и за обезбедување финансии од донатори и кредитори е потребна сеопфатна анализа на потребите, направена според европски терк, а со тоа и соодветна проектна програма, избрана соодветна локација, кадровско решение во согласност со најновите упатства и методи за работа, подготвеност за доедукација на стручниот тим и така натаму. Тука доаѓаме до проблем кој мора да го реши државата, па затоа сакаме да го искористиме денешниот ден како повод да поведеме иницијатива која понатаму би ја доставиле до институциите и до политичките субјекти за да се коригира законската рамка на сите потребни нивоа, за да може да се предвидат и да се изградат нови или комплетно да се реконструираат постојните објекти со други намени, а не да се приспособуваат простори во несоодветни институции. Прво, правилниот статус на рехабилитацијските и изгрижувачките центри е нејасен. Се сведува на државно финансирање од нужност, па се отвораат тука и таму импровизирани центри, колку да се бројат. Некои брзо скаснуваат, други обстојуваат од што мора, за да ги има во државата, а за родителите се подобри од што никакво решение. Што е со возрастните лица, чии родители еден ден ќе ги нема на овој свет? Затоа сакаме да побараме до дефинирање правен статус на рехабилитацијски центар за аутистичен спектар како дефиниција, начин на финансирање, минимум технички и кадровски услови, што ќе овозможат формирање рехабилитацијски центри менаџирани од приватни субјекти, невладини организации, други организации на граѓани и слично, со цел постигнување поголем квалитет на услугите, организирани во соработка со државата. Второ, според Законот за урбанистичко и просторно планирање и Правилникот за урбанистичко планирање, предвиден е систем за класификација на градби и намени, означени со букви и бројки, за домување, за деловни намени и така натаму. Изготвувачот на законот наброи 586 намени на градби и урбана опрема, меѓу кои има и куќичка за кучиња или обемни и сериозни како затворска болница, која како намена на градба не постои никаде во светот или барем во оној дел од светот што го викаме меѓународна заедница. Тоа и не би било толку страшно, зашто се само некорисни редови во законската регулатива, доколку во тие 586 намени постои класа на намена што би ги опфатила овие рехабилитацијски центри јасно и без дилеми. За жал, такво што не е.
Ако сака некој да го разбере ова како критика на некомпетентноста на изготвувачите на законската рамка, слободно може, бидејќи тоа и е. Сепак, поентата е да поправиме, а не да обвинуваме. При вакви пропусти се оди на релативизација и на снаоѓање во расположливото. Па така, доаѓаме до дилема дали овие рехабилитацијски центри се класа наречена А3, односно временно домување, како домови за стари лица, студентски домови, домови за деца без родители и така натаму, или се класа на намена В1.2, што е специјално образование и нега, или пак В2, разни здравствени намени. Постои суштинска разлика во овие класи на намени и во начинот на урбанистичкото планирање локации за вакви градби. Намените А3 ретко се применуваат, а здравствени установи има од мали до можни големи и имаат своји различни потреби од простор, пристап и слично. Од друга страна, вакви рехабилитацијски центри е потребно да се сместат во урбано јадро или пак во комплетно рурална средина, во зависност од конкретната намена и програма. Во обата случаја се соочуваме со различни, во суштина и по тежина многу слични проблеми во реализацијата. Законската регулатива не овозможува промена на намената без изготвување нов детален урбанистички план, што генерално е секако во ред, но прави да е невозможно да се најде локација за рехабилитацијски центар. Потребно е изготвување нов детален урбанистички план, што е ист со претходниот и се разликува во 4 линии и 2 текста, но процесот во институциите трае 18 и повеќе месеци, што е енормно трошење пари и време, со кои ако не повеќе, половината ќе се изгради. Што ако планот по високо ниво оневозможува таква намена? Ќе чекаме 10 години, плюс доцнење, нов генерален урбанистички план. Затоа сакаме да побараме измени во Законот за урбанистичко и просторно планирање, кои ќе овозможат градби со намена на правен статус дефиниран во точка 1, како и други слични градби од општи јавен интерес, со јасна дефиниција да може да се предвидат на локации наменети за А1, А2, Б1 и Б2, без промена на деталниот урбанистички план, а почитувајќи ги одредбите за изграденост на соодветната локација. Вакви законски решенија и можности постојат во повеќе земји, како во соседните земји во регионот, несреќно наречен Западен Балкан, па можно е да се градат градинки, рехабилитацијски центри и други градби за социјална заштита на локации предвидени за домување или деловни намени со крајно поедноставена процедура. И во досегашната пракса на измените, дополнувањата и промените на законите за граден и урбанизам, кај нас се применети други слични ојаснувања, па нема причина да не се продолжи со таквата пракса, особено за интересот за кој зборуваме денес. И како трето, постојат законски ограничувања условина ЕВН во смисла на активна енергетска ефикасност, употреба на фотоволтаични и други системи за обезбедување енергија. Затоа сакаме да побараме измени во законската регулатива со која за градби од овој тип ќе биде гарантирано непречена и неограничена употребата на средства за обезбедување енергија до комплетна енергетска независност. Сакаме оваа иницијатива да продолжи со обезбедување повластени услови за производство и пласман на здрава храна во самите рехабилитацијски центри, сместени во рурални средини, и со таква програма за работа, во која стручни лица за производство и корисниците на рехабилитацијскиот центар заедно би го вршиле производството, а понатаму секако и во други области, каде што со соодветна помош инклузивноста би добила вистинска смисла и значење. Ви благодарам за вниманието. И благодариме на господјата Маргарита. Во Битола во последно време има едно многу активно удружение, кои што ги гледаме скоро на сите настани кои што се случуваат низ градот. Тие или чистат депонии
Здружението за заштита од повеќе аспекти, Виктори. Со нас е председателката Викторија Брдаровска, заедно со уште неколку членки од Здружението. Па би ги замолил да дојдат и нив тука, тоест председателката. Повели. Почитувани гости и почитувани медиуми, пред се сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство. Особено сакам да му се заблагодарам на гостите од Скопје и Штип, што одвоија дел од своето драгоцено време. Како што ме најави господин Чел, јас сум Викторија Брдаровска, председател и основач на Здружението за заштита од повеќе аспекти, Виктори Битола. Чест ми е што присуствувам на овој настан и се надевам дека и до година ќе се организира ваков настан. Аутизмот не е загадка или болест, туку начин на постоење. Сите ние луѓето сме исти. Нема црни и бели, нема леви и десни, туку ја има само именката човек. Светскиот ден на аутизмот, 2 април, има за цел да стави акцент на пречките со кои луѓето со аутизам и луѓето кои живеат со нив се соочуваат. Сите сме слушнале за овој поем, за кој луѓето мислат дека е болест и слично, но тоа всушност е состојба, начин на живот и функционирање и во многу ситуации идеја од Бога. Потрчки препораки во однос на развојните, рехабилитацијските и едукативните потреби. Децата со аутизам најдобро напредуваат во средината која е добро позната и структурирана, која нуди соодветна индивидуална програма и со јасно дефинирани цели. Да се модифицираат во зависност од способностите и потребите на детето. Затоа треба да се понудат сите можности за напредување на нивните социјални и говорни способности, како и учење на вештини на секојдневен живот и усвојување на рутините. При работа со деца со аутизам доминира визуелниот период, комуникација со помош на символи, структурирано подучување, модифицирање на однесувањето со вклучување повеќе стручни лица. Најчести методи и техники кои се употребуваат се следниве. Систем на комуникација преку разменување слики е специјално дизајниран за деца кои имаат проблем во развојот на говорот. Се состои од систем на комуникацијски слики, па детето кога нешто сака ја дава сликата на својот соговорник, односно родител или другарче, и со тоа постепено започнува да формира зборови и реченици и да ги искажува своите потреби. Самата метода вклучува повеќе фази. Тоест, детето треба да научи да го користи системот, активно да пронајде партнер за комуникација, личност на која ќе покаже слика или символ како барање. Започнува да ги разликува символите или сликите, започнува да составува едноставни реченици во смисла на барање или коментар. Друга техника е физичка размена. Целта е детето да одбере сакан човек или сакан предмет, односно ако одбере сакан предмет, да ја земе неговата слика во раце, да му ја даде на терапевтот и да му ја стави во рака. Потоа најсакан предмет се крие, а се продолжува со одредување на други предмети кои детето ги посакува. Доаѓа до тие што не му се во центарот на неговото внимание. Се продолжува со вежбање се додека детето не ја запамти сликата, карактеристично е при ова дека нема вербална комуникација. Разликување слики. Целта е детето само да го одбере предметот кога ќе застане пред комуникацијската плоча, да одбере сликата и да му ја даде на терапевтот. На ваквиот начин го следиме напредокот на детето. Колку повеќе предмети знае, толку е поголем бројот на сликите кои само да ги зема и му ги дава на соговорникот. Одговора на прашањето што сакаш. Целта е детето како спонтано започне да ги бара различните предмети и да одговори на горе поставеното прашање. Сега секој точен одговор се наградува со добир, насмевка или со одредена играчка. Спонтано одговарање. Целта е детето започне да одговара на поставените прашања. Што сакаш, што имаш, што гледаш и слично. Детето продолжува да го наградува за секој точен одговор. Постепено сега веќе поставуваме нови прашања. Може да коментираме изрази, па така и на таков начин го стимулираме детето повеќе да зборува. Во крајната фаза детето би требало да разликува голем број на појави во различни ситуации. Потоа имаме примената анализа на однесувањето. Ова е комбинација на психолошки и едукативни техники кои се адаптирани според потребите на детето и основна цел е промена на несаканото однесување. Се применува принципот на наградување на секој позитивно однесување, односно позитивна поддршка. Програмот
со примена на визуелни методи. За крај сакам да упатам една порака до родителите на децата со аутизам, исто така на децата кои што имаат аутизам и личностите. Вие сте најголемите борци во светот. Не ви се потребни никакви надпревари да одите и да правите нешто, туку вие едноставно го имате првото место и златниот медал и секој треба да ви оддаде чест на тоа. Ви благодарам. Само да кажам дека тука имаме представници од други здруженија, кои што денеска нема да земат збор, но им благодариме на присутноста. За неколку денови ќе биде и светскиот ден на ромите, 8 април. Морам да кажам дека ќе има две манифестации во Битола по тој повод. Едната манифестација ќе биде на 6 во попладневните часови во оваа мала сала, така, во 18 часот. Другата манифестација ќе биде на 8 на плоштад Магнолија, каде што ќе имаме можност да се дружиме со припадниците на оваа етничка заедница, на овој народ веќе, нели делови на народи сме сите. Можеме уште од сега да му честитаме интернационалниот ден на ромите и да им се заблагодарам што се денеска присутни тука. И сега би сакал да најавам една специјална гостинка, тоа е малата Теодора, која што ќе ни се представи со колку песни? Со две песни. Ќе ни биде чест што ни е денеска со нас. Моето име е Теодора Коневска, тренер, односно наставник ме Стефанија Милевска и таму посетувам часови по балет и пеење. They crack me till of hope for a destination. I realized quickly when I knew my ship that the world was made by this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm dying, babe, just to get it all in what's in my head. I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning, I'll step outside and I take a timber and I get real high and I scream at top of my lungs, what's going on? I was sick and I say, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah. I say that, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say that, what's going on? And I try. Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution, and so I cry sometimes.
between our dying pages to get all what's in my mind. I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning, I'll step outside and I'll take a dinner and I get real high and I scrub a top of my lungs. What's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. La, 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 hey, hey. What's going on? Ooh. Trying to get us the great big deal of hope for destination. So dobri misli za sen. Malko je potrebno to, da se postigne. Konce kogo da gleda me so poči najvažno en. Samo so ubav zbor, da se razbirame. Sve koji od nas da podari malku ljubav. Ne mi roke prestane, nema da ima. Podel bi sve koji od nas da podari malku ljubav. Ne mi roke prestane, toga je složno. Si te preživea. Šalalala. Da li može me da vidime so dobri misli za sen? Malko je potrebno to, da se postigne. I se koji od nas da napravi po jedan dobrina na den. Togaš ovaj svet je prekrasen. Sve koji od nas da podari malku ljubav. Ne mi rod ne prestane, nema da ima. Podel bi koji od nas da podari malku ljubav.
благодариме многу. Се надевам дека ќе ни видиш гостинка и на други настави, кои што ние ги организираме и на други теми. Благодарност и за твоите ментори, кои што се одзваја на нашата покана. И сега, иако не беше планирано, имаме желба и Столе да ни отпее една песна, нашиот гостин од Штип. Мама ќе му помогне или? Не, може сам. Не, може сам. Добро. И ки Столе ме помисло. Ајде, Столе, поглед. Добар ден. Јас се викам Стојан. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, како дарена, дали има новој вели свет, поубаво девојче од Македонче. Нема, не ќе се роди, поубаво девојче од Македонче. Нема звезди полични од твоите очи, да се ноќе на небо ден ќе разбери. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди, поубаво девојче од Македонче. Некога песна запее, слави надмее, кога уро заигра, срце разигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди, поубаво девојче од Македонче. Кога коси расплети, како коприна, лична е и полична од самовила. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ќе се роди, поубаво девојче од Македонче. Многу таленти денес и убаво е, иако денот не е баш за прослава, туку е одбележување, но сепак со овие музички делови се надевам дека пријатно се чувствувавте. На крајот програмата ќе ја завршиме со нашата позната естрадна битолска звезда Никола Зацевски и неговиот гитарист од неговиот бенд. Тие ќе ни си представат со 3 песни, а потоа ве очекуваме на коктел во салонот. Повелете. Ви благодарам за поканата. Ми беше чест и задоволство да прифатам на овој настан. Заедно со Бојан Ивановски ќе испееме неколку песни. Уживајте. Да склопим очи на твој топло рамену, полюби ме и буди
настапим заедно со Бојан, ќе настапиме за една моја песна, Срцето моје тука чука, со која се вратив од Австралија за тука. Ти, земјо, ти, расти и танцувај, сите неволи, прости ги, возвај, љубов ја сумирам, љубов, за пак да се преродам. Ти мирно спи, кога ноќ царува, под месечина, тивко ти беја, љубов ја сумирам, љубов, за пак да се преродам. Срцето моје тука чука, овде силно бие, ти си мојота. Златна е родната ми грудка, мене што ме роди и ме изгледа. Срцето моје тука чука, овде силно бие, ти си мојота. Златна е родната ми грудка, видно што ме пушта, за да пораснам. Ти, земјо, ти, расти и танцувај, сите неволи, прости ги, возвај, љубов ја сумирам, љубов, за пак да се преродам. Срцето моје тука чука, овде силно бие, ти си мојота. Златна е родната ми грудка, мене што ме роди и ме изгледа. Срцето моје тука чука, овде силно бие, ти си мојота. Златна е родната ми грудка, видно што ме пушта, за да пораснам. Благодарам. И сега ќе испееме нешто од нашиот Ангел Тоше. Четири букви од името Твое, четири страни на мојот свет. Додека спиеш, убаво мире, гледам и сваќам, ти си најубав цвет. Твоите очи виножито кријат, по него одам со среќен лик. Зборови барам, зборови нема, никаков тебе не те опева стиг. Сонце во твоите руси, прости
наша голема звезда и навистина. Тоа што го слушнавме и видовме, може да го направат само професионалци, точно. Мога пееш да те поздрава, може? Убаво е кога нашите музичари се дружат. Ви благодарам уште еднаш на сите кои што денеска бевте тука со нас. Се надевам дека ќе се гледаме и за други убави поводи. Од овој денешен настан ќе произлезат барања кои што ќе бидат упатени до надлежните органи и понатаму се надевам дека се тоа ќе вроди со некој плод. Ви благодарам уште